Витанов заврши петтото издание на фестивалот, театарскиот фестивал Петре, по многумина најуспешното јубилејно и најуспешно издание со 8 представи кои има врвен квалитет. После Преспиена ноќ, како вие, како директор на фестивалот, ќе дадете една рекапитулација на овие 2 недели? Моето лично мислење и да го споделам со вас, моето лично чувство е задоволство од не само од годинешното издание, туку тоа што 5 години успеавме да го држиме и да го напредуваме фестивалот. И задоволството е големо и за годинешното издание на фестивалот морам да кажам дека имавме исклучително квалитетна и домашна продукција на македонските театри, што институционална и што независна продукција, и остварената соработка во изминативе години на меѓународно ниво во регионот, конкретно со Црна Гора и Србија, кои се наши блиски земји тука од соседството. 8 фестивалски вечери, 8 квалитетни представи, премиера на нашиот театар на Јордан Хаџиконстантинов Джинот со представата Тестостерон и голем успех на премиерата и на секоја представа беше преполно секоја вечер. Би истакнал и тоа дека публиката во Велесно и околните градови кои гравитираат околу Велес, Кавадарци, Неготино, Демиркапија, па дури Гевгелија, Скопје и Штип, поставува прашања кога, уште во февруари, кога ќе биде објавена програмата, што значи сме постигнале целта дека граѓаните, публиката се навикнала на овој фестивал, го смета за свој близок, значаен и секоја година со нетрпение го очекува почетокот на фестивалот. Се бараше билет повеќе, дотолку повеќе што како ја објавивте програмата беше веќе јасно дека публиката ќе види врвни представи, прво врвни режисерски имиња. Еден од нив бевте и вие, меѓутоа бевте во друштво со еден, не знам, Егон Савин, со мајсторите на македонската режија, тука беа Синиша Ефтимов, тука беше Дејан Пројковски. Како успеавте да ја направите оваа селекција? Кој ја правеше селекцијата? Па селекцијата ја правам јас, тука имаме, пошто ние не сме многу голем фестивал, имаме преклупување на работите, ја правам јас селекцијата. Имаше уште многу квалитетни представи, морам да истакнам, кои за жал заради форматот и средства со кои располагаме не бевме во можност да ги селектираме, ограничено е на овие 8 фестивалски вечери. Добро е што има добри представи, добро е што познатите режисери работат, посебно овој жан кој го негува овој фестивал, ком-комедија. Не стрикно комедија, популарни представи, но ком-комедија. И тука ги повикувам младите колеги режисери да работат што повеќе комедии. Разбирам, сите ние негуваме други жанрови, сакаме да негуваме и драма, и трагедија, и психолошка драма. Меѓутоа, комедијата публиката најмногу ја сака. Не велам дека стрикно мора само тоа. Меѓутоа, е добар тест на сите нас како режисери, како уметници, кога ќе се обратиме најдиректно кон публиката, а тоа да биде достоинствено, да биде содржајно, да биде со одредена порака и на крајот на криштата комедијата како најтежок жар е добар испит за секој уметник. Како се чувствувавте кога ги гледавте неколку дена пред почетокот на фестивалот, овие редици овде пред театарската зграда на луѓе кои чека да купат билет? Одамна не се видело таква редица за културна манифестација. Имаме редици, имаме и задоволството е двојно, бидејќи едното е за фестивал, другото е за премиера на мојот театар, на Велешкиот театар. Ние имаме на секоја премиера отприлика долги години наназад, тоа не е само на оваа генерација наназад. Сега имаме добиено на поголема актуелност со фестивалот, па тоа е повидливо. Инаку во минатото сме имале по 3000 луѓе во Стоби на изведба. Ова е негувана театарска публика, сите гости од земјава и од странство ни го приметија тоа, го беа воодушевени и фасцинирани од тоа колку едуцирана театарска публика имаме. А во поново време ми е драго што
младата публика се интересира за театар, почнува да го смета како важно нешто, како важен составен дел на современото живење и ги повикувам уште повеќе да следат не само театар, туку и други културни настани. Инаку на секоја премиера, и не само на премиера, туку и на следните изведби, на живењето на секоја представа, ние имаме еден проблем фиксен, а тоа е дека картите брзо се продаваат. Па имаме коментари дека се делат, се не знам што, верувајте на... Во друга ситуација може би ве загрижило, а сега верувам Сега не радува ни задоволство да го демонтираме тоа, дека билетите за репризите за во април и за во мај се продадоа во помалку од 4 часа. И за фестивалот, за поголемиот дел од представите се продадоа во првиот ден и уште нешто во вториот ден. Не знам како е во другите градови, но дефинитивно мислам дека Велес урива рекорди во тој дел. Ги спомнавме фестивалите, го спомнавте Стоби. Стоби, фестивалот на античка драма, е еден фестивал кој се одржуваше на автентична локација на археолошкиот локалитет Стоби. На последните, не знам, 7-8 години, откако локалитетот се реставрира, таму не е дозволено да се прават представи. Прочитав некоја информација дека веќе таму се готови работите. Дали ќе се врати Стоби во просторот каде што практично припаѓа да ги гледаме тие антички представи во тој амбиент? Јас верувам дека ќе се врати во наредниот период, веќе од наредната 27 година. Античкиот театар е оној дел во кој се седеше публиката, е веќе реставриран и овака ја неофицијално само ќе кажам, официјално ќе кажува Националната установа археолошки локалитет Стоби, официјално треба да го потврди тоа, но неофицијално дека веќе од 27 година би можеле да одржуваме представи и фестивал таму. Кога сме веќе кај фестивалите, на затворањето на фестивалот, министерот за култура и туризам Зоран Љутков, кој патем потекнува од овој театар, во изјава дадена за медиумите рече дека во Македонија постојат премногу фестивали и дека е тешко да се финансираат. Што мислите вие за тоа? Сме разговарале и со министерот Љутков и делумно ќе се согласам со тоа. Во одреден дел ќе го експлицирам сега во кој дел. Општините формираат фестивали. Најчесто се општините тие кои ги основаат. И покасно ги финансираат со многу малку пари. Ги упатуваат организаторите, како што сме и ние, да побараат средства од Министерството. И Министерството се соочува со тоа да нешто што не го планирало или не го предвидело да го финансира. Мислам дека мора да се направи рангирање на фестивалите по одредени критериуми и општините, сите општини во Македонија, да се грижат малку повеќе за културата, да вложуваат повеќе пари. Имаме општини кои се, не зборувам за сиромашните општини, зборувам за богатите општини, кои имаат, кои можат и како можат, кои имаат буџети од 300 милиони евра на година, вкупни буџети, можат да издвојат одредени средства, не издвојуваат или издвојуваат многу минимални средства за култура. Под култура не подразбираме оние најчесто популарни концерти на плаштати или разни такви манифестации. Култура е и музика, култура е и сликарство, филм, стрип, театар и... Добро, еве за илустрација, колку чини еден, ваков фестивал да се организира? Ние оваа година имаме буџет од 1.208.000 денари, 20.000 евра, ќе направиме на паралела. Ни беа гости од соседна Србија, малку појужно тука од Врање, организираат фестивал Бора Станковиќ со 8 представи, имаат предвидено 9 милиони динари, тоа е 4,5 милиони денари. Не, тројно повеќе. Тројно повеќе, 4,5 милиони денари во наши пари би било преведено за ист формат на фестивал. И кога ние не би... А тоа е... добиваат најголемиот дел од средствата и добиваат од локалната самоуправа. Разбирам дека и системот на децентрализација е различен и
така натаму. Меѓутоа мораме да почнеме да размислуваме посебно општините што им е приоритет и да го финансираат сериозно или ако немаат интерес да проценат дека немаат интерес за такво нешто и да го укинат. Кога ја спомнавме веќе државата, подолго време актуелен спорот меѓу Синдикатот на културата и Министерството за култура околу платите на културните работници. А и вие како културен работник, како режисер, што мислите за овој проблем? Дали се работи за прекршување на синдикални права или пак се работи за штитење на закон? Толку да дадам дефиниција точно дали е закон, колективен договор, не можам, меѓутоа мојот впечаток и мојот став можам да го кажам. Мислам дека колективниот договор е добра основа за нашите права како вработени во културата, дека тој треба да се унапредува, дека треба да подлежи на одредени корекции, треба да подлежи. Меѓутоа, во насока на унапредување на правата и обврските исто така на нас како вработени во културните институции, сметам дека во моментов се создаде одреден хаос кој треба да биде разјаснен, но не во, според мене, ова само го кажувам како моје мислење, не во таа правна разврска, туку во диалог измеѓу синдикатот и надлежното министерство. Може ли да се случи културните работници да излезат на штрајк, како што и најавува? Па тоа веројатно ќе се случи ако не продолжи диалогот, а мислам дека диалогот ќе продолжи, мислам дека ќе се смири целата тензија и дека само низ диалог може да се постигнат работите. Сметам дека уште еднаш ќе повторам дека колективниот договор е добра основа и не треба да се напушти, не треба да се укинува. Вчера го слушав уставниот судија, укинува и некои правни термини, што значи до овој момент и така натаму. Мислам дека според мене не треба уставниот суд да одлучува. Може би треба да одлучува по членовите, дали се во согласно со законот. Ако не се во согласно со законот, да се усогласат тие. Меѓутоа да се прави одново да се прави нов колективен договор кој би почнал од нула, на кој стекнатите права кои сега ги имаат работниците во културата да се намалуваат, мислам дека ќе донесе голем револт и дека тоа нема да биде за никого добро. Да се вратиме на поубавите теми на театарот и така да го завршиме овој разговор. Во склоп на фестивалот ја видовме и представата Куршуми над Бродвеј на Драмски театар, чии режисер сте вие. Премиерата беше во октомври. Се чини дека имате хит представа, бидејќи сите зборуваат и во тој момент, но се уште се зборува за оваа представа и се уште, како што можам да слушнам, се бара билет повеќе во Драмски. Како сте задоволен вие од прво изведбата и како сте задоволен од приемот на публиката овде во Велес? Беше ни прв пат ја видов. Па имаме добра представа сега. Нескромно е да зборувам за себе, но направивме добра представа која публиката ја сака. Тестот на гостување го почнавме во Белград во декември, каде што во Белградско драмско имавме изведба на представата и публиката беше воодушевена. Ако го проследивме и другите представи. Видовме еден Вуди Аленовски хумор, тој е еден од авторите на текстот. Так. Го видовме оној момент на растргнатост на културата помеѓу култура и она што значи подземје, а пари. Зошто го одбравте овој текст да го работите? Дали ве привлече тоа што зборува за театар, зборува за правење представи, зборува за барање пари за да се направи представа? Тоа е затоа секако дека тоа е културата од каде сакате врвната култура во светот, од средниот век, од Медичи па наваму, морало да биде нонстоп во некаква непринципиелна коалиција со богатите и најчесто неправедни. Така и до ден денес зборуваме за финансирање, ние нонстоп пробуваме да го објасниме. Сте во вистинскиот живот со ваква ситуација? Со таква конкретна нема, со многу слични, да, и со одредени работи кои беа додадени од оригиналниот текст на Вуди Ален. Морате да, не знам, земете некој актер кој вие не го сакате, не вие во тој момент во вашата подела и така. Со актерите е друга работата, не е толку колку поделите, колку нивниот манир на правење на представа. А со непринципиелните коалиции тоа е
што секој може да напише режисер по една книга, со што се соочил, какви се, да мораме да објасниме како и сега, да мораме да објасниме дека културата чини пари, дека без нејзе не може, ако сме без култура, зборуваме овие мали нации, народи, кои немаат национална култура, тие потполно ќе исчезнат, ќе бидат асимилирани од поголемите култури, а кога приватниот бизнис или па и политиката ќе праша зошто, што добиваме ние со ова, одговорот е многу едноставен, ништо. И тоа не е апсурд и никој не го сваќа, дека не добиваш ништо. Значи тоа е едно вложување во општото добро. Па така некако и публиката реагираше на представата и јас го имав тој впечаток. Сосема за крај, што режисерот Ненад Витанов следно подготвува? Следно е подготвувам повторно Крушим над Бродвеј, само во соседна Бугарија. Веќе во вторник започнуваме со првите проби, со кастингот, со сосема друга екипа. Истата изведба, оригиналните костими, оригиналниот текст или може би Текстот е тој, меѓутоа е постановката поинаква. Како режисер, некои режисери работат исти постановки, јас го немам тој обичај да работам потполно иста постановка. Таа во основа ќе биде истата, меѓутоа со одредени промени, бидејќи сензибилитетот и природата на секој актер и секоја екипа е различна, па треба да се прилагодиме на тоа. Ви благодарам на овој разговор. Благодарам вам.